Глобалниот проект Лаптоп за секое дете е од огромно значење, и тоа не само за слободниот софтвер и новите технологии кои се вградени во малиот лаптоп, туку и за прашањата кои се поблиски до јавноста како премостување на дигиталниот јас или воведување на модерно образование, објаснува Новица Наков од организацијата Слободен софтвер Македонија. Идејата е да се дизајнира лаптоп кој што ќе биде доволно издржлив и доволно мал и да има доволно технологија внатре во него за да може да им користи на децата пред се во зимите во развој. Тој исто така посочува дека овој лаптоп има вградено технологии кои што се уште не се излезени на пазарот, односно освен алатките кои можат да се користат за цртање и пишување, овој лаптоп децата можат да го користат и за сурфање на интернет. Мониторот работи во така наречен двоен режим, кога користите во затворена просторија, се однесува како било кој монитор, а додека го извадите на сонце, практично може да биде како книга и целосно да биде видлив екранот за читање. Другата технолошка можност е така наречената меш мрежа, што значи дека два лаптопи меѓу себе без било какви други уреди стануваат мрежа. Мислам некои други технологии конкретно за безбедноста така прилично револуционерни. Слободен софтвер Македонија во соработка со организацијата UNDP деновиве започна со промоција на овие уреди. Розалинда Стојова, координатор на студијата во UNDP, посочува дека овој пилот проект кој е дел од програмата на фондацијата One Laptop per Child за сега се спроведува во 2 скопски училишта. Купното 48 деца во прашање и 2 наставнички, тоа се вкупно 50 колку што имаме донирано компјутери. Дадени се компјутерите негде пред првата половина на ноември во присуство на родителите, при што покрај примената имаме ангажирано и консултант за проценка кој што ги следи настаните околу ваква студија, кој што конечно негде во февруар месец ќе го напише извештајот со заклучно со препораката. Вели Стојова и додава дека пилот проекти од овој тип веќе се спроведуваат и во други земји од светот. Уругвај и Бразил имаат пилотирано со многу голем број на компјутери во дадени на цели училишта и тие се прилично задоволни. За Радио Слободна Европа, Фарес Ахмет.